Тугината пуста да остане, тая орли дека ме раздели. Добра вечер, почитувана публика, и добре дојдовте во 11-тото издание на видео подкастот Гласот на Слободна Македонија, во продукција на Македонскиот информативен центар и Комитетот за демократизација на Република Македонија. Јас сум вашиот домаќин Душан Петровски, со мојот верен соговорник Јордан. Добро вечер. Добра вечер. Вечерва дискутираме малку повеќе околу македонската диаспора и нивните напори во погрешна, односно нивните неуспеси да направат нешто корисно за нашата државност и уште полошо за нивните напори во погрешна смера. Па мислам дека ќе биде многу попрецизно нивната штета која нанесуваат на македонското представување на македонските проблеми во диаспората. Да, или на македонската кауза. И на македонската кауза. Но може така. Ева, кајде ќе почнеме со текст кој излезе во Експрес, порталот express.mk под наслов Хензел, ако Заев стори нешто илегално, ние ќе го гониме како Груевски. Текстот е од 22 јануари оваа година, 2019, и е всушност само пренасање на еден твит од Бил Николов, тој инаку е македонски канаѓанин. Да. Овдека е втора или трета генерација. Тој мислам дека дедо му има дојдено тука, значи што е трета генерација, втора генерација што е родена во Канада. Тука е образован и тука е оформуван. Тој е председател на Македонскиот меѓународен институт за човекови права. Да. Македонско меѓународно движење за човекови права. Вака сега. Големо име. Големо име, да. Па затоа не можам да го запамтам. Текстот вели вака. Поранешната службеничка одговорна за Македонија во Американскиот State Department Елен Хензел со порака за американското однесување кон премиерот Заев. Доколку Заев направи нешто нелегално, ќе го гониме како што тоа го сторивме со Никола Груевски, му рекла Хензел на председателот на Македонското меѓународно движење за човекови права Бил Николов, која пренесува изјавата. Според Николов, Хензел, која е поранешна службеничка одговорна за Македонија во Американскиот State Department, признава 1. дека САД вршеле надворешно мешање, 2. ако Заев стори нешто нелегално, прашалник, местење избори поддржано од САД, кршење на законите, уцени. Што е проблем со ова? Нели е голем патриотски потек на господинот Николов да излезе вака да шамара овие представници на Американскиот State Department кои работат против Македонија. Еве, конечно македончето станува и се бори за неговите права. Тука има еден многу посериозен проблем. Зошто господјата Елен Хенс ова не го знаела за Македонија, не знаела ништо за Македонија, додека била на служба во State Department. Таа е бивша службеничка сега. Да. Зошто господинот Бил Николов не го запознал State Departmentот, додека била господјата Хензел на работа? Или и претходните? Добро, зошто предпоставуваш дека не се запознаени? Па, не, јас не предпоставувам. Јас говорам за сигурни докази дека ниту Канада, ниту САД, значи двете држави, затоа што немаат никакви познавања за случувањето во Македонија после 1991 година. За вистинските случувања со прогонот на македонци кои биле за самостојна македонска држава. Тие имаат ТВЦ-а, има белешки неизини, има агенти, Никола Димитров, видовме дека бил еден од тие. Епа, тоа е проблемот што како Никола... Калето управува со Македонија, како немаат Никола, па баш тоа е проблемот што агенти на ЦИА се како Никола Димитров. Тоа не се луѓе кои се борат за македонски интерес. Мислам да објаснам зошто велам јас располагам со непобитни докази.
дека ова што говораме е точно. Моето барање за азил, нашето барање за азил, имаше еден, кога ги добив документите сега пред неколку години, пред година-две ги добив документите од целиот случај, до еден фрапантен заклучок. Зошто било толку тешко да добием азил овдека. А по тоа време азил без проблем добива македонци од Пиринска Македонија, македонци од Мала Преспа, македонци од Грција. Немаш дури и бугари кои се представуваат како македонци, да. Зборам како тие се тука барале азил како македонци. Да. Што биле, тоа е сосема друга приказна, но затоа што бил македонец, се пријавил како македонец, азил барал затоа што како на македонци се кршени правата. Да. Добива по автоматизам, можам да кажем, бидејќи со мене во процесот имаше еден бугарин од Пиринска Македонија, македонец, се представи и тој неговиот случај траеше за 6 месеци, тој ги доби сите формално мораше да чека ред на судење, затоа траеше 6 месеци процес, а не затоа што бара документи или бара нешто за него. Значи, во Канада, македонското прашање било многу добро познато. Бил признан македонскиот јазик, затоа што е давано на база на македонски јазик за оспорување на говор на македонците во Егејска и Пиринска Македонија, да говорат македонски, им е даван азил тука во Канада и во САД. За недозволување национално да се изјаснат како македонци, повторно им е даван азил по автоматизам. Да. Но што научивме, научи преку нашиот процес? Дека нема ниту еден извештај дека се кршени права на македонци во варварскиот дел на Македонија, во Република Македонија. Посебно на се прогонувани македонци. Да не зборам пред 91, не сакам да зборувам, бидејќи тоа е еден период кај што можеме да го мешаме, бегале од комунизмот. Но прогонот после 91 година е исклучиво за македонски врховизам и македонски екстремизам, национализам. За национализам. Да. Национализам. И тука е проблемот. Значи, проблем, јас, ако тоа докажуваше, ако имаше такви документи, такви извештаи од Хелшки комитет на Македонија, од Human Rights. Да, имаше од Amnesty International зборуваш за овие извештаи кои што беа во нашето досие. Ама тие беа за права на албанци, за права на срби. Да, на роми. На роми. Немаше ни еден извештај за права затоа што биле кршени моите права. Да, тоа е за причината извинете се да се довршам од досието, од нашето досие за барање за азил. За азил во Канада, да. Значи веродостојни документи. Ова не е приказка раскажана на чешма. Ова се официјални документи на држава Канада. Да. Меѓу другото, тука имаше и извештај за случувањата на Љуботен. Да. За оној масакарот организиран од Љубе Бошковски. Да. Па тука беше, тоа е случај да паднат кај мене во досието, бидејќи јас дојдов отприлика во тој период. Тој кога почнуваше, кога требаше пред да почне војната. Да. И можеби е прибран тој документ за да се провери дали јас сум. Па мислам дека беше повеќе од она да се што има за Македонија, секаква информација. Да, сега значи во сите тие информации немаше една единствена репортажа за некои неправди што им се случуваат на македонците. Да. Нити до 40 односно нити до 91, ниту од 91. Сега. Многу интересно што моравме сами да се бориме да го докажеме тоа. Јас да знаевме дека нема извештаи, можеби ќе барав уште некое досие да приложам, не знаевме што е причината. Да. И тоа е она што ме натера да разговарам за
неинформираноста на госпоѓата Хензел. Да. Сега господинот Бил Николов е председател на Македонското меѓународно движење за човекови права. Тој е во Канада. Да, Ти си во Канада. да. Во Канада бараш азил. Да. Дали ти помогна господинот Не. Николов? Јас веќе И неговото движење? Не, никако. Иако јас ги контактирав, бев на еден разговор, мислам дека подпредседател беше стоматологот Плюков, Андри Плюков, така му беше, скинам името, презимето сум сигурен дека е така 100% и се слушнав по телефон, се договоривме. Јас веќе, мојата процес за азил беше во тек. Така да, едноставно сакав, бидејќи тогаш дознав дека постои таков комитет во Канада. Значи, 2-3 години после моето барање за азил, разбрав дека постои комитет за Македонски комитет во Канада. И чувствував должност да ги запознам, да знаат дека како комитет треба да бидат информирани и да направат нешто и тие, за да во Македонија има уште една маса на луѓе кои се прогонувани под истите линии на работа по кои бев прогонуван јас. Ме прими господинот Плюков, подесов јас неколку фотокопии од досието, 2-3 службени белешки, за да му представам дека тоа што го зборувам, човекот беше коректен, ме прими во ординацијата, разговаравме на час и половина, така некако ми се чини, и тој рече да, јас ќе ги земам документиве, ќе го запознам одборот и ќе ви известам дали сме заинтересирани да го следиме случајот. Преслушнавме после недела-две, така некако, сега немојте да ме држите за збор за прецизно да кажам колку дена биле, и ми јави дека нас не интересира овој случај. Јас бев фрапиран. И му реков на Плюков, те по телефон разговаравме сам тоаш, не бев кај него, му реков дека прават голема грешка, бидејќи светот мора да знае. Не се работи за прогон само на мене, јас да сум единка или да сме 4-5 души прогонувани од 91-а, па добро. Еве, сега, значи, може би сме имале вина. Ето да кажем, и така да прифатам нешто, и такви размислување како оправдување за нив. Но му реков дека се отворени, ја објасни цялата ситуација, дека се отворени досијата на идеолошки политички противници и луѓе кои се судили за Македонија. Од 45 до 2000 година. Тогаш беше донесен, стапи законот на сила и тогаш беа отворени досијата. И дека се работи за илјадници досија. Значи, како комитет за човекови права. Тоа требаше да ги заинтересира и тоа да им биде главна преокупација, ако навистина беа за самостојна и суверена македонска држава. Значи, ако може да упаднам тука. Да, повели. Она што го потенцираш тука не е дека си фрапиран што ова македонско движење за човекови права не постапило по твојот случај, туку поради тоа што не реагирало на фактот што си им рекол дека има илјадници такви случаи, и тоа воопшто не ги заинтересира. Не. И тоа беше многу ме едноставно не може да го разберам. Како тоа Комитет за човекови права, македонски, кој се грижи за правата на македонците, така исто и секаде во светот. Значи, треба се грижи за правата на македонците во Вардарскиот народ на Македонија, во Република Македонија. Но, велики ми тоа е дел од светот. Па јас така разбирам, и таму живеат македонци. Да. Или можеби за Бил Николов и дружината која го води тој комитет, македонците од Вардарска Македонија не спаѓаат во македонци. Затоа се преименувани сега. Веќе се северно македонци. Бидејќи од Македонскиот комитет за човекови права тие биле отпишани уште тогаш дека не се македонци. Да, па да не скокам премногу далеку, меѓутоа во сите негови излагања се чини дека за Бил Николов
не постои угнетување на македонците во Македонија. Да. Тој Грција ја опишува како најголемиот угнетуваш на Македонија и тоа му е главната фокусна точка. Тоа е неговите се од Егејскиот дел на Македонија. Да. Дедо му е од таму. И нормално, тој има еден, така, го врзува, емотивно е врзан за страдањата на тие македонци од таму. Што е нормално, јас што не го спорам, што не е никаков греф. Туку е, тоа е многу добра работа, некој да се грижи за да покаже таква грижа, за емотивно да е врзан за да го прикаже страдањето на македонците од Егејскиот дел на Македонија. Но ако веќе јас наплюков во една средба после тоа, му реков, треба да го преименувате вашиот комитет, дека се грижи само за правата на македонците од Егејскиот, Пиринскиот дел на Македонија и од Пустец, Мала Преспа. Немојте да го покривате и Вардарскиот дел, да извадете го од вашето име, бидејќи не се грижите за него. Да. Плюков беше така, му беше непријатно и со него имав уште една средба, кога го добив азилот, се сретавме повторно на пикникот на Обединетите македонци и тогаш му реков дека го добив азилот. Канадскава власт за вас веќе ќе има друго мислење, тоа му го реков отворено. Бидејќи вие не покажавте интерес никаков за заштита правата на македонците во Република Македонија. Бидејќи мојот случај даде јасно сознание на канадската служба за емиграција, дека во Македонија постои кршење на човекови права на македонци по етничка припадност. Значи, ако сум бил прогонуван затоа што сакал да се реши македонското прашање, со правење на самостојна македонска држава, а тоа стои во линијата за работа, македонски врховизам, тогаш тоа е кршење на основното човеково право. Право да се залага да има собствена држава. Да, нели е тоа правото на самоопределување? Самоопределување, кое денеска сите го зборуваат дека ние прекршено во Обединети нации. Чекайте, чие право е кршено на сите нас што сме прогонувани? Не има околу 50.000, не е 1.000 или 2.000 со истражувањата кои сме направил досега од овие 18 години како сум тука. И тоа, значи тука зборуваме за луѓе кои се директно биле обработувани. Како тоа предмет по претходна обработка. Да. Меѓутоа, ова го имам кажано 1000 пати и повторно ќе го кажам. Секој македонец страда од тоа. Да. И оној кој што не е прогонуван страда поради тоа што денеска резултатот на таа политика го гледаме на дело. Има уште една бројка колку македонци страдаат од тоа. Бројот на соработниците на службата. Нема да зборувам друг податок. Ќе го потенцирам податокот кој го даде бившиот подсекретар на СДБ и долгогодишен раководител на УБАК на службата, Слободан Богоевски Цобе. Тој рече дека во моментов има 350.000 соработника службата. Ниеден соработник не станал соработник ако не бил прогонуван прво од службата. Добро, сега да не користиме апсолутизм. Ајде да кажеме претежно 90%. Повеќето од обработуваните се односно повеќето од соработниците првин биле обработувани за да службата ги добие во рака. Она што го зборувавме минатата емисија за држењето на јајцата во Менгемет. И сега, значи не се работи веќе за 50.000 луѓе. Сега, од тие 50 што сме прогонувани после 91 година, сигурно, пак немој да не кажам со бројки, ама голем дел станале соработници. И наместо и тие влегуваат по тие 350.000 дел од нив. И сега наместо Бил Николов и неговиот комитет
кога беа отворени досијата, да реагира. Да случајот кој јас го водев тука, да им стане една не јас, не тука е тоа што не го разбираат. Јас му реков, оставите мене настрана како личност. Го имате досието, принципот на прогон. Имате луѓе таму. Излегуваат во тоа време, излезе уште досието месечи на Филипа беше излезен. И уште едно-две досиеа во тоа време излегува во вестници. Зошто го потенцирам принципот? Затоа што Службата за државна безбедност е хиерархишко бюрократска организација, институција. Тоа значи дека во службата ништо не се работи своерачно, туку дека секоја линија на работа е еден шаблон. Да. Значи, ако те гонеле тебе по таа линија, гонети се и други луѓе. Па, сигурно. Значи, зборуваме за 20, 30, 50 души кои биле гонети по таа линија. Сигурно има и други 2-3 линии кои се Но тие се основни, тие се основните. Тие се главните. И затоа со откривање на разработување на еден случај, поставување на еден преседан, се формира преседан за илјадници во кои се ќе се вклопат илјадници други луѓе. Тука има уште една работа. Тогаш покојниот директор на архивот Зоран Тодоровски објави, тогаш му беа предадени дел од досиејата во архивот и тој објави дека во архивот се предадени околу 35.000 досиеа. Што после откривме дека е далеко од вистината. Но тогаш толку му предала службата и тој рече тоа за него беше веродостоен податок, тој не можеше да гледа на граф колку се во праша колку досиеа. Од тие 35.000, 20 и нешто илјади беа на затвореници во Идризово, луѓе кои поминале ни затвор во Идризово и 14.000 и нешто беа само на оние прогонувани. Бројката Значи станува збор за релативно стари бројки. Да. Зашто Идризово престанува да се користи некаде уште во 50-тите. Не, 85-86. Масовните. Да, во ред, окей. Тоа се последните политички затвореници со 85-86 година. Поетот Котески, Јован Котески, е меѓу последните политички затвореници. И сега читајќи ги, сега малку да се вратиме на се дадов едно така, сега како да кажем, едно објаснување што се. Ако може да поставам тезата за она што ќе следи и за она што веќе го зборувавме. Кога се критикува македонската диаспора во Македонија, дали е тоа преку скечеви хумористични или преку изјави, преку Facebook статуси и не знам што друго, се критикуваат за она дека не помагаат финансиски многу. Кога ја критикуваме диаспората од Македонија, сликата е за оние баби кои што викаат дадов $20, ќе дадам уште $20, $5 и уште $5 ќе дадам. Скечот на Цацко во Австралија, $20 дадовме и уште $20 ќе дадаме. Тоа не е проблемот на македонската диаспора. Проблемот е што тие израснуваат тука. Значи, овој Бил Николов и Енди Плуков и други како нив. Има што се по втора и трета генерација, родени тука, оформени тука, израснати во овој систем. Демократски систем, систем на каде што владее правото. Од тие нивни нови навики, од оној свет во кој што созреале и кој што виделе функционална држава, тие не пренесуваат ништо во Македонија. Тоа е проблемот со нив. Проблемот што со диаспората е што тие се обидуваат секој пат да се насликаат со Киро Глигоров или со Никола Груевски, кој ќе дојде од таму пратеник, кога доаѓа оние Владко Ѓорчев, сега гледам ќе се кандидира, со него се слика. Важно да има некоја купува подароци му дава. Или како во случајов со овој Бил Николов, што како
пијаница кој што го тепаат дома, што испаѓа на плоштад и што се прави голем маш. Да. Тој на таков начин се расфрла тука во јавноста, а неговата вистинска должност да ја едуцира македонската јавност и да го работи, да ја едуцира западната не само јавност, туку и дипломатија со вистинските случувања во Македонија, тоа не го работи. Значи, тоа е суштинскиот проблем со македонската диаспора. И затоа, јас непрекинато говорам, дека основите за неуспехот, за состојбата во која дојде на Македонија, се македонците во Република Македонија и македонците во диаспората. Не зборам за обичните луѓе во диаспората, зборам за оние кои се водачи на македонската диаспора. Бил Николов, оној Мето Коловски, па не знам од Австралија, тој Ицо Најдовски, сите тие. Да. Сега не можам да ги се извинувам за тие што не ги споменувам. Да. Но Затоа што не може секој македонец со $5 и со $20 така всушност се финансираат овдека сите Просто. каузи. Но не може секој македонец нема ниту време, ниту капацитет да бидне тоа што еве овие луѓе се наметнуваат да бидат. Да. Повеќето од македонците се честни луѓе, работни, но просечни средна класа. сепак одвојуваат и пари и за Македонија, за црквите овдека. Да. Значи, тие двоја, ако би двоеле толку македонците во Македонија, како што двојат луѓето тука, Да. бидејќи се е изградено со доброволни прилози. Да. И тоа мора да им се почитува на луѓето. Јас бев фрапиран кога ги видов црквите прв пат овдека, во Канада и во Америка, изградени цркви од македонци. Тоа не може да тоа го прават луѓе кои сакаат Македонија. Да. И Се тоа е изградено со приватни пари, а сега македонската православна црква се обидува, или она во Австралија беше посебно, се обидува да им ги одземе тие имоти. Да продолжиме со овие текстовите на Бил Николов. Уште сакам да еден текст има посебно интересен за мене. Да. Тоа е околу господин Харпер. Да, значи тоа е еден текст на Бил Николов од 2012, мислам дека беше. Да. Еве ќе го најдеме сега точно кој е. Доволно е Канада да ги прогласи преговорите за името за бесмислени. Тоа е текст од 6 октомври 2015 се извика. Во него, еве ќе го прочитам цитатот кој е. Во него господинот Николов вели вака: да го проанализираме малку безмислениот спор со името меѓу Македонија и Грција. Канада во 2007 година му се приклучи на мнозинството на светот со признавањето на Република Македонија да го користи своето вистинско име и со тоа ги обезбеди гласовите на македонските канаѓани. Стивен Харпер добро го памети величествениот дочек кој му беше приреден од македонските канаѓани во 2009 година во Торонто. Тоа беше доволна причина многумина да им останат лојални на конзервативците. Сепак тие не го направија следниот логичен чекор да ги осудат безмислените преговори за името. И не само што пасивноста на конзервативната партија по ова прашање ги загрижува македонските канаѓани, туку нивното отворено залагање да ги придобијат гласовите на канаѓаните со грчко потекло. Целата ситуација ја прави полоша. Ке те прекинам само за да Стивен Харпер него целата вечер зборува за тој настан. Да. Не дојде како премиер на Канада. Значи веќе избран премиер. Гласовите од македонците не го направиле премиер на Канада. Бидејќи македонците гласа за Луј Темелковски.
Да, Луите Мелковски тогаш беше пратеник во Либералната партија. И во канадскиот парламент. Во канадскиот парламент. Тој стана пратеник во некаде 2005-6, кога се уште беа, не, значи ќе биде уште порано. Тој стана пратеник со Либералната партија кога либералите беа на власт, Да, и веќе беа на власт од 93 година, мислам. Не, без прекин беа на власт до 2006 кога прв пат Харпер победи со малцинска влада. Да. Сега нашиот Луите Мелковски експлицитно рече, баш на онаа македонски корени емисијата, експлицитно рече дека се кандидира за Либералната партија затоа што тоа е партијата која што победува. Да. И тој само му треба поддршка од македонците кои што живеат во неговата изборна единица за да биде номиниран, затоа што таа единица сигурно добива за Либералната партија. После 2 изборни циклуси и тоа го изгуби. И сега, дечи, сум учесник во сите случувања, директен учесник во овие случувања. Бил Николов не знае ништо за тоа. Нити мрнал со прс да дојде господинот Харпер во црквата на прославата на 50 години од основањето на првата црква. На Обединети македонци. Обединети македонци. Така. Никој не знаеше ништо. Да. Има слики од таа вечер на мојот Facebook профил. Нема многу слики, меѓутоа од тие слики има, можете да ги најдете. И за сите беше громот ведро небо доаѓањето на Харпер на Гоцевата вечер. Да. Признавањето од страна на Харпер на Македонија не е дело на никој. Зборам кога велам не е дело. Ома да се обиде да си го присвои признавањето од Канада дека е нивно дело. Многу луѓе се обидоа да си го присвојат бидејќи не знаеа кој стои за тоа признавање. Ова го објаснувавме во една од минативите. Нема да зборуваме, само ќе го споменеме. Ако може името дали само да го спомнеме на личноста, нема, ќе го ставиме сега. Ќе го ставиме. Меѓутоа тоа е една, како што имаме спомнато, советничка на Стивен Харпер, која што беше една од неговите 5 најблиски соработници. Една од 5 најблиски соработници. Таа беше личноста која ја договори оваа средба како што рече ти во неизборна година, кога тој веќе беше избран премиер, баш кај што македонската комуна во Канада дали број 100.000 души, можда и 150.000 души. Бројка која што во никој случај не е решавачка во изборите. Да. Канадскиот изборен систем е таков што еве и сите македонци да гласаат за една или за друга партија, тие можат да придонесат да се избере еден или два пратеника. Ништо повеќе. Тие овде не е пропорционален систем, туку е мнозински, така да ова идеја дека Харпер им се удварал на македонците, тоа оно истото што го зборуваше и Груевски, дека Харпер им се додворувал на македонците со цел да ги придобие нивните гласови. Истото важи малте не и за грчката комуна. Не може сите гласови и на обете комуни не можат да придонесат ништо повеќе од еден или два. Храброста на Харпер беше многу голема со чинот на признавање на Македонија и со чинот на доаѓање на Гоцевата вечер. Тој е прв премиер кој стапнал во. Зошто Бил Николов, ако толку се сметал за моќен и влијателен, имал години пред тоа, од 1991 до 2016, до 2006, до 2007, до моментот кога Харпер ја призна Македонија. Зошто не издействувале признавање? Како смее да зборува дека Канада требала да побара побара прекинување на преговорите. Тоа е следната работа. Ова негово тврдење дека Стивен Харпер требало да инсистира на прекинување на преговорите за промена на името. Од кај поаѓа тој? Канада ли беше таа што го наметна спорот со името? Но, има друго нешто. Сега сам една работа. Зошто Бил Николов, кога одговоривме на неговиот повик 2010 година, малку се врата назад сега,
бидејќи мора некои работи да ги шчепкаме до крај, да бидат јасни. Кога тие во јули месец 2010 година дадоа повик, никој нема право да преговара за моето име и бара прекин на преговорите. Ние одговоривме со текст. На тој повик се придружија професорот Цуцуловски, се придружи Ѓорѓе Танасовски со неговата таму партија, како се викаше, Македонска алијанса или не знам. Ние како На повикот на овој македонски на ММПЧ. Да. И ние тогаш функционираше во комплетен состав македонското групацијата на ветерани дисиденти. И одговоривме на тој повик дека тоа е повик кој е само во полза на грците, бидејќи со едностран прекин на преговорите никој нема да го прифати тој едностран прекин на преговорите. Така да Грција во тој момент ќе можеше да веднаш да диктира да се употреби името Фиром како официјално име на Македонија. И ние образложивме кој е патот, дека треба да се покрене она што направивме по сила иницијатива. Зошто бил Николов? Прочитал текстот сигурно, бидејќи излезе и во фокус. Значи, зошто не се обида да не контактира и да праша од кај не е идејата на нас дека има начин како да се врати името Македонија. Не да се прекинат преговори, да се врати името Македонија. Ден денеска зборувавме, да не се враќам пак на тоа. Но, значи, ајде, не сакавме да го оставив да пишува колумни, да изигрува патриот, неколку години, ама ова веќе е само се што го прави само против интересите на Македонија. Посебно овие последниве написи некои. Последните колумни. Се срам за некој кој се декларира како македонец да работи такво нешто. Бидејќи не може ние да не бидеме благодарни кон државите во кои живееме, бидејќи ги имаш кај тебе, ги имам и јас, писмата врз база на кои се одобрувани азилите на македонците. Да. Дека е признан македонскиот јазик на овој континент. Признан е во Австралија. Признаена е македонска нација, пак да не се повторува. Понапред одиш сега. Да. Значи да завршиме со ова, кај Николов вели дека доволно е Канада да ги прогласи проговорите за името за бесмислени и со тоа тие да завршат. Тој и на други места сугерира дека Грција е онаа која го наметнала спорот со името. Значи, сугерира дека Харпер е тој кој има некаков авторитет да го направи тоа, дека Грција го наметнала спорот со името. Ке се навратам повторно на овој текст кој што секој го заборава, а особено и овие диаспорците тука кои што се големи борци за македонците права. Повторно цитираме текст од ова е од некаде 2008-2009 година. Вели вака: но многу информации говорат дека Глигоров во тоа време, 92 година, сепак бил актер во дипломатската игра да се попушти во битката за името со Грција, а не да бара прием во Обединетите нации под уставно име. Ако се сеќавате, Васил Тупурковски тогаш беше испратен од страна на претседателот како негов специјален представник во САД да работи на етаблирањето на Македонија. Но таму веднаш дојде до судир со лобито на Џон Битов. Во текстот на новинарот Дейвид Биндер, објавен на 4 јули 92 година. 92 година. Дали слуша Бил Николов? 92 година. Тоа е на самиот почеток на спорот. Во Нью Йорк Таймс напишан по повод Лисабонската декларација по која Македонија ја изгуби битката за името. Многу точно напишано тука. Ја изгуби битката за името. Тогаш ќе изгуби битката за името. Се разоткриваат причините за тоа. Новинарот пишува дека се до неодамна САД и најголемиот број на влади во Европската заедница ја прифатија Република Македонија не само како независна држава, туку исто така и со своето избрано име.
но она што се променило според европските дипломати и официјалните лица на американската администрација била перцепцијата дека председателот Глигоров бил спремен да направи некаков компромис по прашањето за името. Ќе те молам, повтори го само тоа, биде спремни Да. да го слушнат, сите да слушнат. Се до неодамна, САД и најголемиот број влади на Европската заедница ја прифатија Република Македонија не само како нова независна држава, туку исто така и со своето избрано име. Но она што се променило според европските дипломати и официјалните лица на американската администрација била перцепцијата дека председателот Глигоров бил спремен да направи некаков компромис по прашањето на името. Да, крај. И сега, зошто бараме ние вина кај другите? Дали некој го наградивме Глигоров со нов мандат 94 година? Значи, на светот пративме порака. Вие сте глупи што ни го браните името. Ние сакаме да го смениме името. Го наградуваме, тој што го менува името, го наградуваме со нов мандат. И затоа, не знам сега, но ова е повторно една голема лага на Николов. Една лага. Мислам, еден обид, целата вина да се бара кај другите. Со оглед на сето ова, има легитимно, ти ќе го прочиташ тоа, прочитака ти. Океј, Да. Тоа е, мислам дека од истиот текст. Истиот текст, да. Да. Со оглед на ова, имам легитимно право да се запрашам зошто Македонија е да... Чекај да не ги измешамо сега. Значи, ова е од истиот текст на Бил Николов, На во Бил кој што Николов. зборува за Да, Харпер. За Харпер, ова е од 2015 година. Вели вака. Со оглед на сето ова, имам легитимно право да се запрашам зошто Македонија е во преговори за сопственото име. Накратко, одговорот би бил да се плаши од гневот на САД, кои се заканија дека доколку Македонија се повлече од преговорите за името, тие ќе ја повлечат економската и воена помош, притоа тврдејќи дека би еруптирала граѓанска војна со албанското малцинство во Македонија. Прилично иронично со оглед на фактот дека САД ја признаа Македонија во 2004 година. Многу ниско и лицемерно од надворешната политика на САД. Сега. Дали може да приложи еден доказ Николов дека САД се заканиле со повлекување на економска помош? Да го видиме тој документ. Бидејќи тоа е сериозно обвинување. Така ли? Да. САД не признава 2004 година под уставно име. САД допред појавата на Заев, па и во времето кога се појави, кога Заев стана премиер, САД имаше и многу земји од Запад. Решете го спорот за името. Да. Немаше никаква Вака или онака. решете го спорот за името. Бил Николов бараше прекин на преговори. Едностран прекин на преговори. Времената спогодба беше таа која обврзуваше на преговори. Значи право требаше да се слуши времената спогодба. Бил Николов како да работеше за грците. Со едностранниот прекин на преговори остануваше името Фиром за сеопшта употреба. И грците можеа да наметнат уште еден куп преку нивната дипломати, еден куп други обврски во Обединените нации и во Европска унија, НАТО, бидејќи едностранно ги прекинав пред преговорите. Признавањето во 2004 година под уставното име го потврдува текстот од 92 дека САД биле спремни да ја признаат Македонија под уставното име. Потпуно точно. Нема ништо шпекулативно во тој текст. Се докаже дека тоа е вистина. Ама зошто тогаш И зошто повторно овој се прави будала дека тоа не зошто Бил Николов и луѓето од диаспората кои тогаш наводно работеле за македонско признавање? Никој тој текст не го обзнанил во Македонија. Сме имале медиумска блокада. Да. Но Бил Николов не ја признава медиумската блокада, меѓу тогаш течело меди млеко во Македонија. Да. Според него. Зошто не го објавиле текстот? Не го пратиле по некој начин на некоја партија во Македонија дека таков и таков текст излезе во Нью Йорк Таймс. За да имаме документ со кој ќе го слушаме Глигоров. Ќе обзнаниме дека играта е негова.
дека менувањето на името не е грчки проблем. Туку желбата на Глигоров да ја сочува Југославија во договор со Србија. Мислам дека одговорот по тоа прашање е дека го најдеме во следниот негов цитат. Во следниот цитат од Бил Николов. Да. Тој вели вака. И кога ќе се осмелиме да го браниме нашето постоење, не обележуваат како под наводници националисти. Јас дури бев и представен како националист во една неодамнашна телевизиска панел дебата на ТРТ World. Леле мајко, тоа е македонска фраза која што изразува згрозено изненадување. Но дали ќе морам да ја опишам неја сега како северно-македонска? Па, доколку нешто звучи глупо, тоа е и глупо. Господинот Николов, насекаде во неговите излагања, се грози од етикетата националист. Тој се опишува себе си како антирасист, како што сугерира дека тој има многу силни левичарски тенденции, интернационалистички тенденции. И сега тој бара тој инсистира да го заштити македонскиот идентитет, национален идентитет, националистичко прашање. Што тука нешто има? Левичар не може да брани десничарски позиции. Тука е. Во еден понатаму во ова е друг текст. Не, ова е друг текст. Сега овдека и се обраќа на канадската министерка за понадвор. Господјата Кристија Фриланд. Од 2018 е текстот. Да, под наслов е обликувај ги, освои ги, искорени ги културниот геноцид на македонците. 13 јули 2018 година. Тука вика вака, обликувајте ја дебатата и со тоа најверојатно ќе извојувате победа. Освен се разбира доколку светот ве мрази. Доналд Трамп, дали вие следите што се случува? Например, доколку Доналд Трамп тврди дека САД имаат огромен трговски дефицит со Канада и доколку Канада го прифати тоа и понуди отстапки, Трамп е тој што ќе освои твит на победа. Меѓутоа, канадската министерка за надворешни работи Кристија Фриланд ја пресретна последната лага на Трамп и со гордост ја објави одбраната на националните интереси на Канада со уведување на одмазнички тарифи за САД. Ве прашав зошто САД не е дозволило на Македонија да се брани на исти начин како што вие ја браните Канада. Бидејќи сум добар познавач на збинувањата во канадската политика, ова кога го прочитав ова се дамношав. Тој сега и се додворува на канадската министерка за понадвор Кристија Фриланд, која што стана задница на секоја шега во светот, и чија што влада е прочуена по тоа што е првата постнационална влада во светот. Што значи дека таа влада се грижи повеќе за граѓаните на светот, како Мирјана Најчевска, одошто за граѓаните на Канада. Како може да бараме од такви луѓе да ги поддржат националните интереси на македонскиот народ? Тој во друга прилика на Трамп го ословува, значи овде вели дека лаже, во друга прилика го ословува како расист. Вели дека Канада, министерката на Канада со гордост постапила со воведување на одмазнички тарифи на САД. Тие тарифи и наштетија бајги на Канада тогаш, и потоа на крај Канада беше она што бакна рака. Што ги повлече и прифати се што бараше Трамп. Тоа беше во есента годинава, минатата година се завршија тие преговори. Канада беше она што бакна рака. Каков пример дава овој човек? Значи сега, еве, ќе прочитам уште неколку, или имаш што да кажеш ти? Не, ништо тука да. Еве, тој вели, мојата етничка група е на работна пропаст поради луѓе кои осудуваат други за расизам. Повторно објаснивме дека има значи докази дека Киро Глигоров е оној кој што е проблемот за прашањето со името и самата постапка на македонците е онаа која што доведува до истребување на нашиот народ. Кој не прогонувал нас во Република Македонија? Македонци. Службата македонска. Така се вика. Значи, сега кого да судиме
Кого да судиме? Да. Да ги судам овие луѓе у Канада кои ме прифатија? Да. Кои их прифатија илјадници македонци од Егејска Македонија, од Пиринска Македонија. Да. Кои чии идентитет национален бил загрозен преку јазикот и преку изразувањето како македонци. Како можеме да ги обвинуваме нив? Значи, си има веќе изграден став на овие држави, на САД и на Канада, кон македонското прашање. Го руши, да. Уште малку само уште Да, овие повеќе. работи на Бил Николов и тоа ќе не биде финалето. Да, повеќе. Значи, уште неколку работи кои што сугерираат зошто, како тој штети на Македонија. Поради нов цитат од него. Поради Соединетите Американски држави и нивната расистичка надворешна политика, дојдовме до создавање на еден документ со кој на 19 страници се дефинира кој сум и која и ми се кажува што сум. На најголемиот поробувач на мојата етничка група со овој документ им се предава мојата етничка група, притоа се игнорираат повеќе други поробувачи кои исто така го бараат нашето име и се наведуваат конкретни случаи за тоа кога и како јас можам да се определувам себе си. На нашите поробувачи им се дава целосна контрола и можност да ја казнат мојата држава. Повторно, вината ја бара на друго место, а државата која што стои зад Македонија, која што помага на Македонија е нарекува расистичка. Да. Најновите негови текстови сега, кои што всушност не побудија да ја направиме оваа емисија, текстот кој што беше сега објавен во iaffairs.com Канада, односно во iaffairscanada.com од 17 јануари, вели, тврда дека ова е така бидејќи лидерот на Македонија ја спроведува оваа политика, тоа ја прави истата легитимна. Доколку ова е точно, тогаш никој немаше да ја денонцира забраната на муслимани на Доналд Трамп, неговата поддршка на неонацисти, ниту неговите постојани расистички коментари. Па тоа е кога зборуваш за Македонија, а водиш грижа за други проблеми. Она што го зборуваше минатиот пат Да. за грижата на синовите на Гадафи. Да. Ке тоа е подсетам од минатата недела што прочитав за апелот на еден албанец од 1905 година кон британската јавност. Еве само еден дел. Вели, албанците се доволно дарежливи да бидат вечно благодарни кон својот благотворител. Ополноправувајќи ги албанците, англиската политика може да им стави крај на бесконечните компликации на истокот. Албанците се доволно скромни да не истапуваат со преувеличени претензии како оние на грците и на бугарите. Англија, ползувајќи го своето влијание во име на автономија за Албанија, би ја зголемила својата предоминантност во рамнотежата на силите на Балканот. Таа за секогаш би придобила елемент кој е верен на нејзината политика и да бидам попрецизен авангарда против опасната инвазија на панславизмот на истокот. Дали уочуваме разлика во пристапот на Бил Николов и во пристапот на албанците и дали гледаме разлика во резултатите на тие два пристапи? Ќе земам уште еден пример. Меѓународната заедница во војната во Хрватска предложи план со кој им понуди на србите држава во Хрватска. Планот беше, се викаше Z4. Значи, србите добијат своја полиција, своја војска, своја валута. Хрватите во ниеден момент не скокнаа да плукаат против Америка. Бидејќи Америка ги призна пред тоа како држава. Туку ги впрегнаа сите дипломатски сили, сите луѓе кои имаа некаква врска во САД, во Германија, во сите западноевропски земји кои требаше да помогнат на Хрватска да се промени тој план. И бидејќи хрватите дадоа согласност, да се прифати планот. Србите го одбија. Бидејќи Милошевиќ мислеше дека чека ги начека потесно сега ќе има Земун Хрватска. Кога даваат толку, ќе даваат уште повеќе. Го одбија планот. Сето по тоа време Хрватска
преора се. Се смеја дека стоеле походници во Белата куќа, чекале за дагол да фатат некој од конгресмените, од политичарите. Ама тие издействуваа Хрватска држава, ослободена од србите, од милитантните срби. И го поништија, сега србите немаат ни автономија, немаат ништо во Хрватска. Се иселија 300 и кусур илјади срби од Хрватска. Сега, значи, а што прави овој Бил Николов? И се додворува на канадската влада која што е антиканадска, Да. која што е антисекаков национализам, и се додворува на неа, бара од неа помош за да ја помогне на македонската нација, за македонскиот идентитет и македонското име, а ги навредува и ги вика расисти, фашисти, неонацисти, оние кои што можат да ни помогнат. Движењето на националистичкото движење, чишто светски предводник денеска е Доналд Трамп. Да. И Значи, што прави овој човекот? Не само што прво не придонесува до никаква едукација на македонците во однос на она што е правна држава, Да. туку уште е потрагично. Тој се користи со речник и со менталитет како да израснал таму во Македонија, Да. во комунистичките, во црвените универзитети. да, тоа е. И не знам, се плашам дека падот на Трудо е 100%. Така да веќе либералите нема шанса да останат на власт. Но со ваквиот однос на македонските здруженија, тука и организации, многу тешко Македонија. Па јас сум убеден дека гледајќи го овој негов речник на Бил Николов, дека тие конзервативната партија и посебно Народната партија, Нема која што шанса е да- потврда во тие односи, дека сигурно нас ке не обележуваат како расисти Да, и како шовинисти. да тоа би го замолил Бил Николов. Своите фрустрации и своите идеолошки предрасуди да не ги употребува кога е во прашање Македонија. Ако не му се допаѓат Трамп и десничарските идеи, нека се залага во Канада да дојдат комунисти на власт. Да. Има, мислам, таму на Данфорд има и комунистичка партија, Да. има и ленинисти, има и сталинисти, нека се зачлени и нека води битка да станат власт во Македонија, бидејќи за него либералите изгледа се преслаби комунисти. НДП е исто така слаби комунисти, Лениновата партија. Така да нека избере партија, но немој да ги застапува интересите на Македонија. Да. Лукајќи по оние што треба да ни помогнат. И оние кои што Ние- имаат идеолошки претензии да можат да ни помогнат. Јас не сакам, до сега никогаш не сум, кога се македонските прашања, кога го прашање македонските проблеми, никогаш не сум ги критикувал владата на Трудо, владата на како Жан Кретјен, Кретиен, потоа по него беше Пол на- Мартин. Пол Мартин, никогаш сум се воздржувал да не го разбера тоа како македонско мислење. Ако секојаш треба да ги одбегнуваме тие работи. Јас како канаѓанин ќе го критикувам и имам право, но не да го ставам во контекст критиката на македонските прашања. Да. Треба ние да јас ако треба би себе направил и би молел и кај Трудо да помогне на Македонија. Значи мојата идеолошка Да. би ја тргнало бидејќи во прашање Македонија. Па ние за мандатот на Барак Обама напишавме една барем половина дузина, ако не и повеќе Да. писма до Американскиот Стейт Департмент во кој што ги објаснувавме состојбите во Македонија. И токму овие прогоните на политички неистомисленици, на македонски врховисти, на македонски Да. националисти, без разлика што Демократската партија не е по наша идеолошка линија, немаше затоа ние воопшто не се мешавме во внатрешната политика на САД и нивните
па дури ни во надворешната политика. Да. Единствено во надворешната политика во смисла на македонското прашање. Казахско прашање. Инаку ние не никој пат немаме спомнато ништо за неправдите во Либија или во Сирија или во не знам Тоа каде. не интересира нас. Тоа се нивни проблеми. Да го заокружиме, значи ова што го одговлеков, за тоа еве повторно можеме да го едноставно употребиме тврдењето на Бил Николов дека ете САД има расистичка надворешна политика, па со тоа и целиот Запад, дека имаат расистичка надворешна политика и дека тие имаат едноставно расистички гледишта и нас не мразат како македонци. Тоа е оној нели она представа која што се обидуваат да ја представат сите во Македонија, дека ете нас не мразат заради нешто. Да. Дали за тоа што сме специјален народ, многу надарен, прв на светот, дали затоа што ете во случајот на Бил Николов тоа е да им се удоволи на грците, меѓутоа некаков си расизам и ете нас не мразеле. Дали е тоа точно? Дали навистина нас не мразат? Ако било тоа точно, тогаш на која основа добивме ние азил овде? Да. На која основа добиле сите тие македонци кои се во Канада азил? Да. Кои се во САД? Затоа што веројатно тие или добивале директни азили за време на тоа грчко, српско, турско, грчко, комунистичко, или добивале да ги кажеме де факто азили каде што се не биле испитувани пред овој борд за бегалци. Веднаш ја давале по автоматизам. Туку, да, меѓутоа им било интервју со представник на имиграцијната комисија. Да, тоа е. Сега, значи, во нашето досие дојдовме до документи кои што беа од универзитети, лингвистички катедри на универзитети во САД, кои што го признаваат македонскиот јазик како засебен. На македонците им се давало како што рече ти азили и едно друго. Во еден текст твој од 2016 виновникот за непризнавањето на името, рамковниот криминалот, корупцијата е системот. Да, тука ги објавивме, документа беа објавени, скенирани. Само не целите, мислам, или цели така. Цели се со се превод. Со се превод, да. Кој сака може да ги види документите. Да. Тука ти се забележал вака. Доказите кои ги понуди бордот откриваат дека државниот врв е најголемиот виновник за проблемите кои ги имала и има Македонија. Документите откриваат зошто Македонија имала и има проблеми со признавањето. Зошто Македонија има проблеми со името. Откриваат зошто на Македонија се случи рамковниот договор, откриваат дека двосмисленото референдумско прашање било со сосема друга цел од онаа која прокламира Глигоров и останите од марионетската власт. Двата документи со кои бордот за бегалци се обиде да докаже дека правата на етничката и национална основа на македонците се кршени во егејскиот, пиринскиот и албанскиот дел на Македонија, откриваат барем за мене една сосема друга многу битна работа, а тоа е дека македонците како нација, народ, посебен етникум, биле признаени од сите земји кои одобриле азил на македонци од егејскиот и пиринскиот дел на Македонија. САД, Канада, Австралија и Англија многу одамна, поточно пред распадот на Југославија, тоа признавање го сториле со давањето на азил на македонците од деловите на етничка Македонија кои се наоѓаат во состав на други држави. Ако западните демократски држави признале дека постои македонска нација, народ, нормално дека без двоумење би признале и држава на тој народ. Нека ме разубеди некој нека ова не е 100% вистина. Ако ти признаеш и примиш 100, 200, 300 или луѓе примиш во овие две држави, сигурно има преку 300-400 илјади македонци во Канада и во САД. Ако си ги примил под тие основи, грото од луѓето,
Што значи тоа? Дека го признаваш дека им е кршено човековото право како по нација македонци и по јазик македонски. И сега некој ќе говори грците се виновни, американците, марсовци се виновни. Не, Глигоров е виновникот, СДС е виновникот, комунисти се виновниците. Никој друг. А дали му е тешко на Бил Николов да го признае сето тоа, бидејќи тој стои очигледно на иста идеолошка линија со тие? Па не знам, ја не верувам дека ќе би сакал да го признае, бидејќи тој ако го признава, тој би го експлоатирал текстот излезен во Нью Йорк Таймс. Не може да не го знае текстот Бил Николов. Не може. Бидејќи само јас сум го објавил 100 пати тој текст. Во годините од како знам за него. За тој текст. По сите форуми. И така го пренесувале многу други луѓе. Ајде, да не знаел, да не го видел текстот 92, што не верувам. Ако се вистински борци за македонските човекови права. И па не, Нью Йорк Таймс објавувал дневно по 1000 текста за Македонија, па овој му избегал. Да. Текстовите за Македонија биле реткост. Да. Значи, барем некој македонски го видел, ќе го почне да го шири. Да. Тоа е, ќе го оде се во една црква, веќе готово. Да. Се шири, веќе го дознаваат сите. Во тоа време почва интернетот. Да. Барем тука, кај нас. Да. Ама, сега, така да. Тоа е проблемот. Идеолошката брана која има пред нас. Ние не сакаме, многумина не сака да фрлат дамка на комунизмот и на Глигоров. Да. Еве и за ова сега што го зборуваме, сигурно ќе има некој што ќе скокне да ги брани. Пасто. Уште нешто имаме ли да додадеме во врска со Сум доволно рековме. во ред. Се надевам, само извини ќе те прекинам. Да. Се надевам дека некој ќе го пренесе ова на Николов и нека одбере некој радио или некоја телевизија од нашиот македонски тука во Торонто да полемизираме јас и тој на оваа тема. Па сега е многу лесно, може да направиме преку Skype или преку Google да направиме. Да не биде преку Skype и Google, да има водител, да не биде пристрасен водител. Да. Еве, радио кој сака да го одбере тој, телевизија која сака тој да одбере, бидејќи тој ги познава многу добро. Јас не знам скоро никој од нив. И нека повели да ми каже, да ми се јави, да направиме една дебата за да ги разјасниме овие работи. Еве нека ме демантира, нека не демантира во све што го рековме денес, му даваме шанс. Да. Јас не знам што да кажам друго. Тоа ги заврши емисија. И па што да правиш, не си бил тепан. Да си бил тепан како циган, тогаш ќе си имал прекршуван, ќе ти биле прекршени човековите права. И тоа е на тоа повторно и повторно се враќаме. За тоа кога се прашуваме зошто пропаѓа овој идеалот за македонската држава. Еве како пропаѓа. Самите си го маргинализираме своето постоење и на овој начин дозволуваме да се случува што се случува денес. Значи, ти предупредуваш дека овие работи ќе се случат скоро 3 децении, да. Еве ги се случуваат сега. Тогаш кога ги зборуваше тие работи, ти си искомплексиран, фрустриран зашто ти си изгубил пари, едно друго. И ние ќе си тераме добар ни е Киро, добар е Киро ни даде, Тито ни даде држава, Киро ни даде држава, ово и оно. А сето тоа за да намерно се правиме слепи при очи, затоа што полесно е така. Полесно е да се прифати злото, одошто да се прави бориш против злото. Би сакал еден Facebook статус излезе оној ден од извесен презвитер Ивица Тодоров од Македонско суверенистичко патриотско движење. Прв пат слушам за човекот, не знам дали тебе ти е познат. Да, мене јас го следам малце подолго.
Текстот ќе го прочитаме, па ќе го продискутираме на брзина. Во целина не е лош, меѓутоа има нешто битно тука. Тој вели македонскиот ропски и несозран ментален склоп, препознатлив по отсуство на осет за реално самовреднување и самопочитување, и план на поединци и план на цел народ, се извинувам, и на план на поединци и на план на цел народ, повторно не доведе и воведе во состојба на самопредавство, самоукинување, самопонижување, саморазделување, самоуништување. Некој ќе каже дека крајно неповолната состојба во која се наоѓаме и како држава и како народ е плод на предавничко настроени поединци и суров надворешен притисок. И тоа е точно. Но и предавниците и оние што притискаат за да успее нивниот проект и интерес играат на картата на македонскиот ропски и несозран ментален склоп. Моменталната нереакција, тука е она што сакам слушам со го дискутирам. Моменталната нереакција и тоа што се случуваше година и пол наназад е доказ и показ дека македонскиот народ во најголем процент нема осет за себе како колективитет. Туку се доживува како случаен збир на поединци кои се борат за свое лично преживување, обстојување, а и богатење, не бирајќи начини и средства за тоа како да го остварат. Има уште малку во текстот, меѓутоа ова е она што сакам да го продискутираме. Точно е ова, се согласувам со заклучокот дека испаѓа дека македонците не се доживуваат како колективитет. И тоа го спомнавме и минатиот пат. Да. Меѓутоа, конкретно за моменталната нереакција. Иако јас сум оној кој што е прв кој што скока да ги критикува македонците за она што го направиле или не го направиле. Моменталнава нереакција, можеш ли да ја продискутираш? Па моментална нереакција е од она народната овчачето кој многу пати викало волк, 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 и сланите одле да го спасат, да му помогнат. Ама секогаш повиците биле лажни. И кога дошол вистински волк да ги дави овците, тој викал волк, ама никој не дошол од село. Протести трајат 3 години во Македонија. Интензивно, а дури и пред тоа имаше во времето на Груевски малтене нон-стоп имаше за нешто. Протести, контрапротести. Да. Така да од тие протести не донесоа никаков плод. Никаква реална цел не постигна. И луѓето нормално дека можеби тоа беше целта на протест. Да се истрошат. Да се потрошат луѓе, да се пасифизираат, да бидат донесени во една ситуација дека се без ефект. Се што ќе направиме е не може да решиме ништо. Едноставно и емоционалното гориво им се истроши на луѓето. Бе испразнити луѓето. Да. Значи нема веќе нема мотив зашто да излезе. 3 години да излегуваш ти да протестираш. И да не зборам за протестот 90 па навака. Кој протест во Македонија вроди со плото 91 па навака? Ни еден. Ниту еден. И сега очекуваш од тие луѓе кои голем дел од нив си на мои години, бидејќи тие 90 беа тие кои беа во првите редови на протестите, кои ги организира, кои беа моторна сила на обидите за промена. Да, тогаш беа на мои години. Да. И сега нормално е дека веќе тоа треба да се бара начин, друг начин да се за решавање на кризата. Тоа е токму и последната работа што сакам да ја продискутираме и што е она што ќе ја завршиме емисијата. Еве оваа недела конечно го завршив преводот на Македонија, незините народности и нивната иднина.
ја започнав малтене пред точно една година. Да. Книгата е околу 350 страници. 350 денови ми требаше да ја завршам. Иако не испадна така, меѓутоа во просек по една страница на ден, имаше денови кога ми се укажуваше повеќе време, па преведував по цел ден, по 10 часа на ден. Но повеќето од книгата поради зафатеност ја работев по 1 до 2 страници на ден. Откако ќе дојдам дома од работа, ќе завршам со друго нешто, ќе вечерам и 1 час ќе вложам во тоа. На крајот од таа година испадна книга. Друг пример, контрастен пример на тоа е она што се случува со Македонија. 27-28 години одиме во погрешен правец. Бараме моментални решенија. Бараме решенија да ја решиме кризата со еден потек. Да се обогатиме преку ноќ. Класичен пример е милиардата на Циле. Тоа беше всушност кршењето на кичмата. Тоа беше последниот момент за Македонија и тогаш Македонија навистина тогаш јас мислам според мене тогаш Македонија се погреба за тоа и после тоа се случи војната со албанците, рамковниот договор и сите овие Поделбата, општинската поделба на општинската поделба на Македонија, новите општини, како ја вика, регионална поделба, не се. Значи, трпението, како беше трпение, спасение. Меѓутоа, И уште една има кинеска. Плодови на трпението се најсладки. Да. Сега, она што е можеби неисправно во она како трпението се представува во нашата култура. Премногу често сметам дека трпението се представува како буквално седи со скрстени раце, чекај, трпи, гладувај, ќе падне нешто, ќе се случи. Меѓутоа тоа не е тоа. Трпението е способност да постепено се гради нешто. Да. Цигла по цигла, чекор по чекор. Има изрека дека и патешествието од 1000 мили започнува со еден чекор. Еден чекор. Не е се изгубено. Иако сме еве дошле повторно до ова дередже, што може да биде и корисен момент, затоа што како што рековме, светот е пред едно ново прекројување на општествениот поредок, на сојузништвата, на границите. И може би добро е што овој момент на удирање на дното ќе го освести македонскиот народ, да конечно го смени менталитетот и да го смени правецот. Во однос на како ќе ги бара решенијата за себе и за својата држава. Не е решението преку ноќ да се обогатиме, да влеземе во ЕУ сега. Европските фондови нема ништо да решат. Да влеземе во НАТО, тоа ништо нема да реши. Затоа што повторно не ги работиме работите кои што треба да ги сработиме за македонскиот народ. Не е решение ова што го работи Бил Николов со расфрлањето на секакви навреди против оние кои што можат да ни бидат корисни во нашата цел. Она што мора да го работиме е сталожено и полека да се изградуваме како личности. Тоа што го зборуваме постојано. Секој мора да се изгради лично, да работи кои што често се досадни, кои што често се тешки. Тоа значи да чита книги, да учи јазици, физички да вежба, да работи нешто што во тој момент можеби нема да му донесе некаков надомест. Едноставно да го работи нештото за да не седи џабе. На тој начин ќе се здобие со некаква вештина. Така е. Во таа смисла, во една од минатите емисии наговестив дека ќе предлагам книги за читање кои се добри за разбирање на овој менталитет и на можеби на христијанскиот менталитет.
Вечерва ја предлагам Виктор Френкел, Man's Search for Meaning, односно човековата потрага по смислата. Виктор Френкел, ова е малтене неговата сторија од Аушвиц. Тој е евреин кој што го преживел Холокаустот, бил психолог и психијатар. И таму согледал кои биле оние кои што преживувале, кои биле оние кои што умирале. Не зборува тука, не се зборува воопшто за гасните комори или за такви нешта, туку се зборува за оние кои што се предавале на смртта и оние кои што ја совладале смртта и го преживеале Холокаустот. Простата порака е дека работата е онаа која што ги спасила сите и идејата дека треба да ќе се преживее, дека и ова ќе се помине. Дека и овој момент може да се надвлада. Мора да се бориме. Мора да се бориме. Борбата не е само пушка во раце. Борбата е умствена. Па затоа ВМРО во првите 10 години воопшто не била револуционерна организација, туку била евангелистичка организација. И во таа смисла ќе ви предложиме да ни се придружите во нашата потрага по вистината и во нашата потрага по вистинскиот пат кон целта која што мораме да ја оствариме. Затоа што вистината е она што ќе не ослободи. До следниот пат, до гледање. До гледање. Таја одливето ме раздели, што го љубе време 3 години.